Радио Визија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радио Визија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Ноќен експрес. Ноќен експрес. Програма од Петрица Рачин и нашите гости Дејан Георгиевски и Ненад Живановски. Никогаш немам образлагање некоја зошто тој гостин сум го викнал, зошто тој не сум го викнал. А вечерва морам да кажам дека гостите се специјалисти токму за оваа тема што ја обработуваме. Дејан Георгиевски е тука затоа што е еден од најупатените за новите медиуми, посебно за регулативата, следи се живо и тоа што треба и тоа што не треба понекогаш, ама таква му е работата. Особено тие, така да се изразам, западњачки трендови од секој аспект и заради тоа што во медиумската сфера е присутен колку 15 години. 20 или повеќе. Зависи од кога ќе рачунаме. Добро вече. И Дејан лови некојаш и некои работи кои што малку луѓе во оваа држава може да ги уловат. Односно, нивниот фокус повеќе ги гледа големите слики. Меѓутоа, за да имаш целосно големата слика, треба и малите детали да ги ловиш и да ги вариш. Тој термин да го употребам. Ненад Живановски пак е комуниколог и политиколог кој што има и регионална и интернационална димензија. Неговата кариера научна во Македонија почнува, оди преку Германија, завршува во Бугарија, односно завршува која ќе заврши кариерата тогаш, а не. Меѓутоа, печатот докторски го има добиено на тема многу интересна, говорот на омраза, предрасудите, стереотипите за бугарите во македонските медиуми. Тоа е една интересна книга, ја видов така површно, меѓутоа и јас се сметам за упатен затоа што учествував на такви семинари неколку пати, во кои што фактички бевме натерани да признаеме дека по инерција влечеме се уште некои предрасуди и стереотипи во однос на Бугарија, бугарите, бугарското општество, бугарските прилики и... Како мислиш на терани, бате Столе? Ве маче? Па помалку и не маче. Тоа исто како вицовите, што не ги сваќаме, не кажувате вицови за жени, затоа што вие сте уште... Или за плавуши, за блондинки. За плавуши никој не ни рекол да кажуваме. За жени, затоа што несвесно и ние влегуваме во канџите на говорот на омраза, на стереотипите и на предрасудите. Живановски има интересни наслови деноиве. Метафората, например, со ќосето како говор на омраза. Живановски ми остави впечаток и со еден друг текст кој што е пред 2-3 години објавен, или можеби година, за либералниот аспект во поглед на говорот на омраза кој што доминира во Соединетите американски држави. Тоа е малку покомплицирано, меѓутоа бенди са една формулација која што вели на малцинствата им е дозволено да користат говор на омраза за да дојдат до внимание во општеството, за да им се слушне крикот, за да им се види состојбата и за да може таа состојба да им се подобри. Затоа ќе зборуваме многу повеќе подоцна. Значи, темата веќе ја лоциравме, ја фиксиравме, говор на омраза, лажни вести, сатирата како можност преку која се шири говор на омраза, хуморот и стереотипите кои што ги форсира хуморот во најразлични вицови, каде се границите и така натаму. Господин Живановски, дали вие некој сте се фатили во ситуација да користите говор на омраза? Прво, добро вечер до слушателите од моја страна. Благодарам на најавата и на почеток извинување, време на грипови е така што можно тоа да влие малци да подкашлувам и да сме шмркани, меѓутоа се надам дека слушателите ќе имат разбирање и повеќе ќе ценат што кажуваме, не како го кажуваме тоа. Инаку, говорот на омраза, прашањето беше дали некога сум се нашол во ситуација јас да го употребам, да го применам.
Искрено, рекоте подоцна ќе збориме за тој некој американски пристап на говорот на образа, независно што нашата законска регулатива го санкционира, не само нашата, туку европската. Лично мене и како професионалец во новинарството и како личност која академски се занимавала и научно со проучување на говорот на омраза, некако поблизок ми е тој американски пристап, што нормално не може да се примени кај нас, меѓутоа во некаква си слободна дискусија може тоа да се елаборира. Баш токму тоа што го спомнавте вие, бидејќи говорот на омраза всушност бил она прекретница во американското општество која што успеала да им овозможи на малцинските и на радливите групи да дојдат до видливост во општеството. Тука пред се мисли на црнците кои што биле долги низ на децени угнетувани со тоа. А што се случува, Живановски, кога мнозинството го користи говорот на омраза? Ке се навратам и на тоа само да доискажам мислата, значи првата причина поради која што ми се на некој начин привлече тој впечаток на американската теорија на говор на омраза е тоа што значи правото малцинствата го имаат. Вториот пример е со ЛГБТ популацијата која исто така 50-тите, 60-тите години била доста маргинализирана и угнетувана, така што со примена на говорот на омраза тие успеале да го сврта вниманието кон нив и да се започне на јавна дебата и дискусија во која што тие на крај успеале да го подобра квалитетот на својот статус во општеството. Во однос на Петрич, твоето прашање за Петрич, Србин, Петрич, извини, во однос на мнозинството, тоа е она што мене ми е одбивно, што ми е огавно, кога мнозинството кое што на некој начин ги има сите ресурси во општеството, кој на некој начин е доминантен, со доминантен статус на влијание на имплементирање своите одлуки, значи се она што легално и легитимно му припаѓа, тогаш преоги на другата страна од законот и почува да користи и на некои си недозволени средства како што е говорот на омраза. Значи, близок ми е да заклучам пристапот на говор на омраза, меѓутоа не секогаш и кога се опрашане сите општествени групи. Не ме говорите дали сте користиле свесно или несвесно некојаш говор на омраза? Или кон вас е обратно да го тоа веројатно се случи? Значи, дали сум користил се со подредени интензитети на поплодотворна и по-слаба новинарска кариера, не можам да се сетам дека сум користил, посебено не последните години, откако успеав и доста и теоретски да навлезам во проблематиката, а дали сум бил предмет на говор на омраза, тоа секако да, мислам, не може сега во јавниот дискурс во социјалните мрежи да се напише нешто, а тоа да не најде на реакција или на одобрување или на негирање, а сега таа втората страна негирање е од конструктивни и коректни коментари до лични навреди. Много е лично прашањето, знаеш, тоа е и Петрит може да го прашам, он бил предмет на говор на омраза, он е широко така. Добро, не сум јас толку жртва како Петрит, меѓутоа ја спомнавте последниот блог што го објав на Република за ова што беше символизмот на крстот и метафората со ќосето. Мислам, на Фејсбук имаше навистина непријатни коментари напишани во однос на мене. Мислам, прво мене лично ми е непријатно да слушам како може некој мислење за мене да има кој воопшто лично не ме познал врз основа на текстот 1500-600 збора напишани, а второ и непријатно говорот на омраза често се случува заради непознавање. Например, има луѓе кои што немаат виден албанец и тие се најжестоки кон албанците на Сочи, например, од тоа е и основата на предрасудата, меѓутоа јас никогаш не би се осмелил лични квалификации да упатам за лице кое што лично не го познавам. Па дури кога би го запознал лично, не би можел да кажам дека целосно го познам тоа лице. Добро, Дејан би сакал да го прашам, бидејќи Живановски го спомна тоа дека легислативата постои во кривичниот законник, имаме членови кои го адресираат говорот на омраза и злостојствата или делата од омраза. Порано имавме и во медиумската легислатива казнени одредби за говор на омраза, сега ги нема, има само диспозиција, но интересно е тоа, сите го знаеме, мислам, но и јавноста добро е уште еднаш да се потсети дека во Македонија досега, без оглед што имаме закони, нема ниту една казна за говор на омраза.
има една казна по кривичниот законник за палење на македонското знаме во струга, но тоа не е говор на омраза, туку е скврнавање на државен символ. Зошто е тоа така, Дејан? Дали е постојано државата таа која што замижува пред говорот на омраза? Дали тоа се прави поради политички преференции, поради заштитување на своите полени во медиумите? Зошто е така, мислам, на појавно ниво, тоа е јасно затоа што државните органи, тие што се задолжени за гонење на тешки случаи, на екстремни случаи на говор на омраза, не си ја вршат работата. Или ние мислиме дека не си ја вршат и постојано, нели, за тоа се зборува, што прави обвинителството кога не знам некој на телевизија или радио или во вестник ќе напише нешто што за некого представува говор на омраза. Мене ми се чини дека ние сакаме да бидеме сите американци и кај американците, нели, малку поширока е слободата на изразување, не на тоа го знае многу добро, има малку е на повисоко ниво ставена одговор на омраза, скоро е апсолутна. Има поширока примена, да, пошироко се толкува слободата. И тие, ако видите и во нашиот закон, јас не сум правник, факт е, Ненад е постручен за тоа, меѓуто и нашиот закон во тие два члена за кои што стално ги спомнуваме, кај што се зборува за говор на омраза, 319 и 394 г, мислам, првиот всушност се занимава со ефектите на говор на омраза, со некаква манифестација која што настанала поради говор на омраза и вели, и тоа е, да речеме, јас колку што знам и колку што сум проучувал, тоа е американскиот принцип. Ако имаш хейт крајм, тогаш можеш да бараш дали настанал поради нечи говор на омраза. Значи, треба да имаш злодело од омраза, па да видиме дали. Но има и еден член за ширење на расистички материјали преку компјутер, тоа е друг, тој е во она покласична, мене ми се чини, смисла, и тоа е баш се занимава со говор, со јазик, со израз, не мора да е само говорен, може тоа да е слика, не знам, фотографија. Како што гледавме деновиве, нели, некролози на амбасадори. Да, и кој што за да предизвика, нели, таму раздор, не знам, еве тука го има, може да го цитираме малку попрецизно, за да предизвика, поттикнува омраза, дискриминација или насилство. Што значи ние ги имаме тие дела, сега знаете како, целиот тој проблем со говорот на омраза, од една страна се човековите права, од другата страна е слободата на изразување. И јас доаѓам од организација која што примерно се занимава со слободата на изразување и постојано постои таа дебата, ако воопшто е дебата, нели, до каде треба да оди, каде се границите, како да се спречи говорот на омраза, да се искористи и со нелегитимни и лажни обвинувања за да се ограничи говорот на омраза. Барав, нели, која ме викна Столе, доста Article 19, да речеме, британската организација, која што, како што името и кажува, примерна задача е да ја брани и промовира слободата на изразување, која што е заштитена во член 19 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права. И тие стојат на тоа дека мора да се внимава кога се прави балансот помеѓу тие две, помеѓу слободата на изразување како основно човеково право и помеѓу можноста преку слободата на изразување да повредите туѓи права, што во основа е, нели, говорот на омраза. И тие имаат и серии препораки и до судовите, не знам дали некој ги усвоил. Меѓутоа се внимава секаде на тоа. Читав, да речеме, за нешто што ние тука би му скокнале на Зврлевски на шија зашто не го гони, меѓутоа имате пресуди во Британија за прилично одвратен говор на омраза, не знам, англикански пастори од Северна Ирска, кои што за исламот и за муслиманите кажале одвратни работи, па судијата го брани нивното право тоа да го кажат и така натаму. Мене ми се чини, и тука се согласувам со Article 19 со член 19. Така беше примерот и со Ебдо. Официјалните
лица Па да. од Франција велат бласфемијата е дозволена во богохулиган. Така да е дозволено од тоа извираат основните слободи, или тоа е една од основните слободи на француското општество. Реклами, па после тоа ќе се вратиме со квизот и со Сашо Кокаланов, кој што е задолжен во вечерашната емисија низ едно интервју да објасни какви се границите, кои се границите помеѓу сатирата, може ли сатирата да предизвикува да шири говор на омраза, што се тоа лажни вести, што се тоа паравести. Сашо Кокаланов е инаку еден од идените и автор на Коза Ностра и меѓу другото и долгогодишен новинар кој што зборува и за новинарскиот аспект на говорот на омраза. Реклами, останете на ова возење на ноќниот експрес. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање. Потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Ве вишок желудочна киселина, жиговина или надуеност? Имате пожар во стомакот? Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Здрав, природен, вкусен и единствен оброк. Готов за само 5 минути. Супи од Макс Струмица. Супи со полн вкус. Врвно HD доживување со кристално јасна слика и најбараните канали било каде во Македонија. Нова платформа Total TV B2.0 со најмногу канали по висока резолуција веќе во основната понуда. Со Cinestar премиер пакет 2 години бесплатно. Бесплатна инсталација, сет-топ бокс и антена. Total TV 10 години со вас. Контакт центар 02 30 63 000. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Pogana misla, lako mi oči, zbog što ne se vraća. Železno srce, zijeno trnja i ne se otvora. Ko da je radost, ko da je volka, ko da je vistina. Temna senka, gradot moj spije, svetlina sonova. Ova ne mojo dom, ova ne mojo son, ova ne mojo dom, ova ne mojo son. Železno srce, zvijeno trnja i ne se otvora. Plavoka senka, gradot moj spije, sloboda sonova.
Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Се многу близко ќе му биде погребот. Многу брзо ќе му дојде погребот. Ќе биде у кардиологија таму. Ќе го удри инфаркт после неколку дена. Таму ќе му одиме на посета. Живи луѓе има да јаве на поклон. Сите тие предавници гниди македонски да се закопаат длабоко и врз нив да се стави една дебела, силна, армирана, тешка бетонска плоча. Ова вечер е вечер на ножевите, е вечер или на разумот, или на лудилото. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Ете сме назад во Ноќниот експрес. Слушнавме неколку примери на тоа што може да се протолкува како говор на омраза, но затоа се тука нашите експерти кои што можат малку по-јасно да ни помогнат да расчлениме што е тоа навреда, клевета, што е тоа говор на омраза. Дали нужно говорот на омраза подразбира и некаков повик на насилство, повик да се справите со тој што е поинаков од вас, дали нужно подразбира припадност на група кон која што се упатува некој офанзивен говор. Кои се тие нијанси кои што ја определуваат разликата, Живановски? Не се нијанси, туку е клучната таа разлика, што ако поредиме говор на омраза со навреда и клевета, секогаш говорот на омраза се упатува кон индивидуа како припадник на одредена групација, односно дали таа припадност кон групацијата се идентификува според неговата политичка, верска, религиозна, полова, сексуална, старосна доб и така натака. Значи секогаш кога говорот, ако сакаме да кажеме дека имаме говор на омраза, секогаш треба тој офанзивен, односно навредлив говор да биде упатен кон индивидуа која што се идентификува со припадност кон одредена групација, додека навредата и клевета се однесува точно на лично, на индивидуално навредување на Една мала паралела. Дури еве сега некој се вози во автобус на ЈСП, нели е бесплатно за пензионерите, па упати некаква таква навреда, сите вас пензионерите треба да ве пратиме ваму или таму. Тоа би било говор на омраза. Да, одличен ви е примерот, баш и навако кога одев јас размислам за некој пример, значи говор на омраза врз старосна припадност која најмалку е идентификувана сега кај нас, бидејќи имаме поприоритетни проблеми, е именно тоа. Сега во вторник и петок пензионерите има слободни денови да се возат во градски сообраќај и ностоп по социјалните мрежи навреди за пензионерите зошто се возат во автобус, што бара сега тие. Значи тука вие вршите говор на омраза врз старосна припадност. Така што тоа е именно баш убав класичен пример на говор на омраза кон припадност на одредена групација која што е врз основа на неговата старосна доба. Или најпластичен пример ќе ви кажам, ако за личноста X речам дека е будала, тоа е навреда или клевета, бидејќи не знам дека тој е будала. Меѓутоа, ако речам тој личност X е будала бидејќи е припадник на христијанската вероисповест или албанец или македонец или ром, тогаш веќе упатувате говор на омраза кон него. Значи, секогаш говорот на омраза треба да оди кон тоа дека личноста е припадник на одредена општествена групација. Дејан, имавме прости столе. Не, за друго. Слушнавме дел од ме понесе вокабуларот на кампањата. Оценка на кампањата сакам кратко и на постизборниот период. Мислам дека во постизборниот период малку повеќе зовреа страстите и не може да се контролира зборовите што излегуваат некои политичари. Затоа, ако Коланов што ќе слушаме просто вели, тоа тешко може да се контролира затоа што во изборни кампањи својствено е во такви периоди многу почесто и пожестоко да се говори со тонот на омразата. И
не би требало никога да изненади ова што се случуваше во постизборијето. Ден, каков печаток ти остави ова изборна кампања? Дали има работи кои што се посилни, пожестоки во поглед на говорот на омразата од порано или вообичаено? Моето мислење е дека ние во таа правна смисла, во смисла на тоа како е дефинирана по меѓународни конвенции во нашиот закон, говор на омраза имаме, факт е, и таа секој случај на говор на омраза треба да се веднаш да се процесуира и најстрого да се санкционира. Меѓутоа, она што според мене ние го имаме многу повеќе, имаме непримерен говор, имаме лични омрази, лични пизми, навреди, напади и многу тешко е да докажете дека некој е нападнат поради неговата припадност, ако баш експлицитно не е. Многу е тешко да докажете, знаете, се работи за сериозни дела, за повикување на не знам, нарушење на поредок, се работи за повикување на насилство, се работи за повикување... Не сакам да релативизирам, меѓутоа не беа помалку нежни и учесниците во изборната трка во Соединените американски држави. Знаете како сега, изборните трки се уникатни случаи. И тука се смета генерално дека малку повеќе слобода е дозволена. Впрочем, не знам дали политичките партии или припадноста на политичка партија припаѓа во тие, нели, во таа листа на заштитени групи по различна основа со закон или со некаква меѓународна конференција на луѓе кои се заштитени од говор на омраза, на повикување на дискриминација или насилство или непријателство кон нив. Тогаш и поимите комуњари и талибанци кои си ги разменуваат двете страни условно во нашиот политички конфликт би биле говор на омраза. Знаеш како тоа е говор на омраза, не знам сега ако се шегуваме кон руските комунисти, не знам кон сталинистите и кон жителите на Пакистан и на ова талибанци. Мислам дека во повеќе случаи се работи повеќе за навреда, за напади директно кон личности, дека немаме ние толку во таа во законска смисла. Повторувам, имаме многу неприфатлив говор, многу говор што е непристоен, што како што вели, нели, етичкиот кодекс на новинарите на Македонија, кој што не ги почитува она што е општествено прифатено како пристојно во нашето општество. Подпалувачки говор меѓутоа е насочен повеќе директно или е насочен, така да кажам, барем мене ми се чини, затоа што нашата дефиниција, знаете, секојаш кога ќе кажете и друго во законот, тука се може да потпадне и се, меѓутоа кај нас постои некоја традиција, законите се гледаат само експлицитно тоа што е спомнато да се гледа, така да ние според нашиот закон немаме технички говор на омраза по основа сексуална припадност. Има ги сите категории. Говор на омраза поради раса, боја на кожа. Говор на омраза поради етничка припадност, државјанство, верска припадност. Говор на омраза поради политичка припадност, социјално потекло. Здравствен статус, ментална, телесна попреченост. Семејна брачна состојба, имотен општествен статус. Понатаму, поради пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет. Излагање на подбив на представници на меѓународни организации, излагање на подбив на представници на странски држави, веродостојни. Тоа е кривично дело кај нас. Подбивот? Не на подбив, туку мислам дека има такво кривично дело. Ајде со конвенцијата, Бечката конвенција од 61 за дипломатијата, таму исто тоа е регулирано дека странските представници во одредена држава не може да бидат цел на подбив или кај нас речеме да бидат инволвирани во одредени дневно-политички прекувани, како што сега се случува, така што ако бидат многу ревностни странците кои што се кај нас да почнат до точки до запирка да барат примена на таа Бечка конвенција, мислам дека доста непријатно би било за нашето Министерство на внатрешни работи во овие моменти. Ај малку квиз. Може и твит после. Може и. Квизот е за сите оние кои што не слушаат, за сите кои што не гледат и пишуваат и читаат на Твитер, на Фейсбук. Коза Ностра доаѓа од италијанскиот јазик и е познат назив за сицилијанската мафија. Тоа значи, Коза Ностра значи, ич да не ти е гајле, глеј си работа, ваша работа или наша работа.
Второ прашање. Антон Лазов Јанев Ќосето е роден 1854 година во Величкото село. Голозинци, Голубинци или Горноврановци. Трето прашање. Коза Ностра е сајт во Македонија за измислени, за добри или за лоши вести. Повторувам, за измислени вести, за добри вести или за лоши вести. И со точно или неточно одговорете на следните две прашања. Клиниката за уво носи грло во воена болница ќе се вика Сашо Мијалко. Второ, ноќта на долгите ножеви, Нахт дер Ланген Месер или операција Колибри е назив за низа политички убиства извршени во Германија помеѓу 30. јуни и 2. јули 1934 година. Нацистичкиот режим спровел тогаш екзекуција на најмалку 85 луѓе од политички причини. Точно е ова или е неточно? Нашите телефони се 032 397 727 и 397 707. Доколку сте заинтересирани, можете да се јавите и да одговорите што според вас представува говорот на омраза, дали некој сте биле вие извор на говор на омраза или пак сте биле предмет, субјект на говор на омраза. А да видиме што вели андерграундот на оваа тема, а тој е мощно и креативен како и секогаш. Ке почнеме од малку по-познати твитерџии. Боријан Јовановски: мразат простите, необразованите, примитивните, дивите. Нема тука ни вера, ни култура, ни идентитет. Саркастик мастер вели... вели... за необразованите. Може некој... Ние ги мразиме необразованите, простите, дивите и така. Саркастик мастер вели: шокирани од изјавата на Божиновска за ноќ на долги ножеви, а Тричковски кога посакува во наводници смрт на курвата Македонија, не ве шокира? Ефо твитнал: реално ако вечер на долги ножеви е говор на омраза, тогаш живи луѓе ќе јадеме, мора да е љубовна поезија. Think МК со осуда на настапот на Амди Бајрам твитна вака: Амди Бајрам со невиден говор на омраза, бргу ќе му дојде погребот на Заев, ќе му палиме свеќа на гробишта. Бургунди: нема оправдување за говор на омраза, престанете да сте толпа, задржете ладна глава, вие сте умот и гордоста на Македонија. И Андреас: штом фотелите се на видик, веднаш почнуваат со авторитарен елитизам, трибализам, говор на омраза, цензура, шиканирање и спинови. Реклами, па после тоа Сашо Кокаланов е неколку пати го најавуваме, новинар, драмски писател, да слушнеме кои се неговите тези поврзани со говорот на омраза. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уникат. Радиовизија ви представува Ноќен експрес втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Слушајте, гледајте и коментирајте. Шоу кое не смеете да го пропуштите. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Понеделник и среда 21 часот на канал 77. Слушајте и гледајте радио. Најлудата ноќ во годината поминете ја во угостителскиот бисер во Источна Македонија, Амор Кочани, за само 1690 денари, забава со Феникс и Виктори Бенд. Забава на 1 јануари со комплетно мени за 750 денари. Резервации на 033 279 900 и 077 660 835. Среќна нова со Амор Кочани. Дочекајте новата 2017 година за само 2000 динари со неограничен пијалок и совршена храна, недополнета со нотите на амбасадорите на добрата музика Коки и Тајфата. Резервирајте веднаш на 034 609 650. Хотел Вила Парк Струмица. Дојдовте? Повелете. Ве замолив да дојдете денес за да ви го представам нашето ново оружје. Комплетно новиот Peugeot Expert, опремен со 1.6 Blue HD мотор со 95 конски сили и ултрамодуларен простор, кој може да достигне до 6,6 метри кубни.
Новиот Peugeot Експерт, неговата мисија е твојот бизнис. За повеќе информации ве очекуваме во салоните на Peugeot. Peugeot.mk. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел слуша. Ноќен експрес на канал 77. Тоа е дел од сатирата, особено од политичката, општествената сатира. И е нешто различно од она што се случуваше во кампањата на американските избори. Значи, лажна вест и манипулативна вест е нешто сосема различно. Значи, што обично прават паравестите? Паравестите ја представуваат стварноста во огледало. Значи, прават намерни извртувања на стварноста. И идејата им е да искоментираат нешто во стварноста, некаков проблем, некаква ситуација, некаква појава. Значи, тие немаат за цел да ја излажат публиката, туку преку обратност да ги отворат очите на публиката, да кажат вистината. Некогаш, особено во општества како македонското, па и други балкански општества кои се каде што вистината тешко наоѓа пат. Затруени се со многу пропаганда и со многу извртувања на вистината. Некогаш сатирата дури полесно пробива од да речеме традиционалните новинарски жанрови и затоа тука толку многу ја има. Имаше наука границите на сатирата која се доближува до говорот на омраза. Како тоа да го препознае обичниот граѓан? И тука треба исто да направиме една дистинкција, а тоа е меѓу хумор и сатира. Хуморот е базиран исклучиво на стереотипи. Да речеме, вицовите ви се за евреи кои се скржави, или не знам, за власи кои се скржави, за босанци кои се глупави, за црногорци кои се мрзливи, хрвати кои се хейтери. Значи, сите вицеви тука се базирани на некаков стереотип. И не само тука. Генерално, вицот не се бави со конкретна личност, туку со некакви генерални стереотипизирани ликови. Значи, Мујо не е конкретна личност, туку Мујо е слика за босанецот. И во хуморот многу е тешко да се избегне говор на омраза, бидејќи сегде каде што постојат стереотипите, постои еден вид говор на омраза. Тоа не значи дека во хуморот не постојат црвени линии. Во последно време се избегнува, да речеме, да се кажуваат вицови кои што предизвикуваат силен сексизам, кои што предизвикуваат расна омраза. Но факт е дека не може да се избегне во вицевите, во хуморот, да постојат вицеви за црнци или за белци, или не знам за вредните јапонци. Не се секоја што негативни работи, некогаш е некоја позитивна карактеристика издигната на ниво на стереотип. Сатирата мора да биде многу повнимателна. Значи, не е дозволено да прави стереотип. Затоа во паравестите ретко ќе најдете генерализирање. Значи, во паравестите секојаш треба да се бават со конкретна личност, но не со самата личност, туку со нешто што направила. Дали е тоа добро или многу почесто е нешто лошо, па треба да се критикува. Така што на сатирата не е дозволено да шири говор на омраза и тука главните дилеми се појавија со Шарли Ебдо. Затоа што Шарли Ебдо не се бави со конкретни муслимани, него се бавеше со исламот како религија. И се најде во судир со
со екстремниот ислам, меѓутоа и муслиманите кои не се екстремни не се чувствуваат пријатно кога читаат Шарли Ебдо. Одговорот на екстремниот ислам беше грозен, одвратен и знаете што се случи со Шарли Ебдо. Тој магазин се уште постои, меѓутоа ги изгуби најдобрите творци, најдобрите карикатуристи. Дел нели беа убиени, а дел си замина од страв. Така што секогаш кога сатирата се движи по црвената линија е опасно. Не секогаш е опасно по живот, меѓутоа секогаш е опасно да со едната нога да влезе во црвената зона на говор на омраза. Кај нас, како и се друго во ова изполаризирано општество, сатирата се доживува како некаква алатка за водење политика. Сегде во светот, и тоа е дел од дефиницијата на сатирата, таа служи за да ја критикува власта. Првите сатиричари, не знам, Аристофан во Грција или авторот на Сатирикон, Арбитар во Рим, се бавеле со власта. Значи, со таа разлика што не знам, на драмите во кои што тој бил лик и тоа критикуван лик, Сократ седал во првиот ред и ги гледал и ја гледал критиката и имал некаков демократски капацитет да ја согледа. Денес мислам дека иако сме 21 век и во македонското општество, и мислам генерално многу ни се опаднати капацитетите да примаме критика и сатирата, освен што и таа знае да лепи етикети, многу почесто нејзи се лепат етикети дека таа е, не знам, блиска до некаква политичка или не знам каква опција, се со цел да се деградира нејзината мисија да го критикува општеството. Да, заради тоа и веднаш им текна, па направија пандан на Коза Ностра, каде што имаше поинакви содржини и по-сурови, по-соголени. Па целта беше тоа, да се покаже, окей, ова е едната вистина, еве постои втора вистина. На тој начин мислам дека помалку беше целта да се урне содржински Коза Ностра, туку повеќе да се прикаже дека тоа е само една страна во приказната за да се изрелативизира. Така што тоа е тоа. Мислам дека е жално што ние во ова, да речеме, во плурализмот влеговме со инерција на поголема слобода од таа што постои денес. Во едно социјалистичко општество, недемократско, какво што беше югословенското, на крајот на тој систем пред распадот, ние имавме емисии од типот на топ листа, на надреалиста, па и дури югословенскиот филм содржеше толку силна критика, се појавува во една овакво номинално недемократско општество. Потоа добиваме плурализам и очекуваме дека сега слободите ќе растат и дека дека јавноста допрва ќе добива содржини кои што ќе бидат критички. Напротив, додека траеше таа инерција од југословенските слободи на изразување, постоја и во Македонија, постоеше К-15, постоеше покојниот Дармар како еден символ на сатирата изразена преку карикатура. Денес немаме такви големи брендови во сатирата и некако како да тоне таа сфера, независно што паравестите доживеа една експанзија. Тие се само мал дел од сатирата, генерално сатирата е во сериозна криза. Многу често се случуваше како вистините да ги приемаат вашите пишувања, вашите вести. Имавте ли проблеми со тоа?
Па тоа е затоа што стварноста е пародија. Кога стварноста ви е пародија, ние кои се бавиме со пародија, многу тешко може да и парираме на стварноста, затоа што од се можеш да направиш пародија, освен од пародија. Тоа е практично е постапка во која што вие само повторувате нешто, не може да донесете ништо ново. Нас ни се случуваше вистините вести да ги објавиме како паравести и луѓето така да ги доживуваат. Значи обратно од ова што го зборуваме паравести да ги доживуваат како вистините, ние кога некојаш ќе видиме некоја вест, едноставно супер е за да биде паравест. И сме ја земале без запирка да смениме. И долу коментарите ако ги читате. Браво, кај ви текна, ова е супер, па ние пишувавме ништо не ни текнало, тоа е од А до Ш пренесено како што е реално објавено. Така што за жал нашата стварност стана премногу сатирична и дури во еден момент ние рековме ние губиме битката и со партиите и со владата. Едноставно прочитајте соопштение на некоја партија, тоа е позабавно и покарикатурално отколку ние што може да го напишеме. Така како новинар само, кој е ставот на Коколанов, до каде е границата за говорот на омраза? Се врзува само за колективитети или дозволено е некој да се шири говор на омраза, особено за оние ранливи групи за да добијат внимание, или некоја опасност за општеството да се препознае, да се пушти? Сатирата е екстремна и секогаш ќе ги допира тие гранични точки, но тоа не значи дека не постојат црвени линии. Една е ова што велиме, значи таа не сме длабоко да ги повредува чувствата на колективитетите, дали се тоа некои етнички заедници или па и новинарството исто така. Што се однесува до индивидуите, доколку се носители на јавни функции, тие мора да научат да живеат со критика. Новинарството му е задача да се бави со нивната работа и со нивниот живот до некаде, но тука повторно мислам дека постои некоја сфера на интима, на приватност што треба да биде заштитена. Ноќен експрес, гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Солорайзен Гостивар има потреба од вработување на искусен механичар за товарни возила. Со солидна месечна плата, 4 недели платен одмор во годината. Работното место е во Гостивар, а трошоците за сместување се на трошок на фирмата. Информации на 071 882 883. Хотел Еми е новата струмичка локација за состанок, веселба или релаксација. Хотел Еми нуди модерно примени соби, апартмани и 2 луксузно дизајнирани ресторани за свадби и секако вид свечиности. hotelemi.com за нови спомени. Дами и господа, LED Light ви го представува Витек. Докажан премиум бренд во осветлувањето. Запознаете ја модерната страна на светлоста. Мека, а силна. LED технологија која малку троши. Витек свети како сонце, а троши како свеќа. ledlight.mk. Ноќен експрес. Специјални вести, феноменални вести, владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Говор на омраза. Назад во Ноќниот експрес. Лажни вести. Лажни сајтови, измислени, наменски вести и настои во функција на политичка или друг вид пропаганда и ширење на стереотипи, предрасуди, искривување на вистината, лажење. Го слушнавме Коколанов, вели, мене најсилен впечаток ми остави тоа, многу е тешко да правиш пародија од или сатира од ситуација која од што пародична реалност. Пародијата е реалност. Не можеш пародијата да ја пародизираш.
Кои се вашите коментари? Слушнавте кај се границите помеѓу говорот на омраза, хуморот, сатирата, кај би требало да бидат, што треба да биде свето, некоја интима, меѓутоа поголем прак треба да имаат политичарите. Нешто за тоа и споменавме. Дејан? Не знам колку е тоа прашање на приватност. Затоа што пак, нели, се согласуваме дека е поврзано со припадност на некоја група. И омразата всушност е приватно мислење. И не е забрането никому да мрази некој. Впрочем, слободата на изразување ги штити тоа што смета за неприфатлив, за навредлив, за вознемирувачки говор, за говор што е насочен баш да вознемири некого. И многу елементи ми се чини дека треба да бидат земени во предвид кога се гледа дали е нешто говор на омраза или не. Контекстот и општествени контекстот во кој што е дадена некоја изјава, пред кого е дадена, не знам, досегот на таа изјава не е исто ако ние хейтаме, не знам, на некаква група. Сега ние четворица сме во кафана и меѓу себе се избориме, не е тоа исто како некој што ќе излезе и на митинг на политичка партија или на телевизија ќе даде некаква изјава со која што повикува на насилство. Да речеме артикл 19, они сметаат дека всушност целата таа фраза поттикнување на омраза е преширока и дека би требало во согласност со конвенциите и со меѓународниот пакт и со конвенцијата за елиминација на расизам и така натаму, да се инсистира на тоа, на поттикнување на насилство, поттикнување на дискриминација или непријателство кон некого затоа што е припадник на заштитена група. Знаеш, не знам, критериум е според организации што се занимава за слободата изразување, колка е веројатноста дека тој повик на некакво на насилство или непријателство или така натаму. Прости што ќе те прекинам, Дејан, но еве на пример деновиве имавме експлицитни случаи каде што гледаме како омразата кон одредена група на луѓе или одредена професија и така натаму може да резултира или да дојде до некој такво финале. Имавме случај со колегата Беловски од Телма, каде што човекот кој што го нападна јасно упатил зборови дека го напаѓа бидејќи представува предавничка телевизија. Значи, ете како се рефлектира тој дискурс на омразата во главата на еден човек кој што напаѓа новинар на задача, затоа што во неговата глава тој е представник на предавничка телевизија. Тие биле зборовите. Или, например, деновиве разбравме дека од другата страна да ги погледнеме работите, дека еден повозрасен човек, планинар, бил истепан наводно од двајца активисти на опозицијска партија, затоа што јавно кажал свој став дека не е за опозицијата. Види, се согласувам, тоа се страшни случаи и повторувам, тие сторителите мора најстрого да бидат казнети, не знам сега како да ви кажам. Дали се квалификуваат сите, за жал не е мое да дадам свое мислење, дали се квалификуваат како говор на омраза или како директен напад врз некого. Повторувам, е прашање поради некакви многу е тешко да се направи границата кога е нешто поради приватно. И знаеш како и Кокаланов кажа, поради целата ситуација кај нас никој не повика да се напаѓа нели планинарите што меѓу другото го освоиле, ако не се лажам, и Монтеверест. Никош не сме имале таков повик, туку целата таа поделеност и закрвеност очигледна, не само по етничка, национална, и туку и по политичка и по многу други основи, води до насилство. Така што, знаеш како, декларативно сите наши политичари се мир, стабилност и така натаму, така што еве сега, знаеш како, сега не знам ја дали е легитимно или не е легитимно за водач на политичка партија, се ќе излезе дека го, знаеш како, во вакви случаи е многу тешко да зборува, затоа што можеш да излезеш дека го браниш говорот на омраза. Меѓутоа, дали лидер на политичка партија има право да побара од амбасадорите, не знам, да не се мешаат толку во такво.
Предпоставувам дека нема, оти сме се врзале во некакво купче и се е работа на перспектива. Меѓутоа сметам дека само момент, би сакал и Живановски да го прашам. Во некои теории кои на тие обуки каде што одиме и сега на млади луѓе или било кои им објаснуваме за говорот на омраза, еден од чекорите, нели ги спомнуваме предрасудите, стереотипите кои што преоѓаат во говор на омраза, но предуслов за тоа да прерасне во насилство е сепарацијата. Одвојувањето, значи помеѓу едната и другата група треба да има некаков ѕид или празен простор и недостаток или речиси целосен недостаток на комуникација. Би сакал да го контекстуализирам тоа во однос на тоа што имаме голем недостаток на дебата помеѓу политичките противници во Македонија. Дали и тоа може би да е една од причините? Столе спомна на почетокот на емисијата дека омразата е најчесто кон оној што не го познаваш или со кого не правиш муабет. Дали може би недостатокот на продуктивен диалог, јавен диалог помеѓу спротивставените страни, политички, верски, етнички во Македонија произведува исто така говор на омраза? Па именно основата за да се појави предрасуда или стереотип кон одредена општествена групација се темели на тој недостаток на комуникација со другиот, со спротивниот. Штом веќе немате директна комуникација со спротивната страна и автентично да добиете информации за незе каква е, тогаш тоа кај едната страна почнува да продуцира некакво си собствено мислење како сакам да го перципирам другиот, а не како што тој реално треба да биде. Меѓутоа јас би сакал сега еден, така да речеме, теоретски аспект да дадам на оваа проблематика, односно веќе теоретичарите зборува дека живееме ние во време на поствистина, односно посттруд, како што тие го нарекуваат. Тоа е ситуација во општеството и во менталниот склоп на луѓето на целото општество да веќе вистината како вистина не е крајниот и најважниот домен кој што треба да тежнееме, туку секој едноставно ја прифака и ја акцептира на начин како што него му одговара, независно што тоа може да биде и невистина, односно полувистина. Едноставно луѓето сака да веруваат во она што сака да веруваат, а не како објективно вистината треба да биде представена. И обично теоретичарите прават некаква си паралела со минатите системи, односно со периодот на блоковската поделеност во светот кога беше, и тога се зборуваше дека имаше недостаток на информација, односно имаше цензура на информација. Не секоја информација можеше да биде дистрибуирана до пошироките граѓански маси. Сега веќе живееме во друг феномен, тоа е селекција на информациите. Буквално сме ние бомбардирани со илјадници информации, сега проблемот е не да си принуден да цензурираш, туку едноставно сам механизам на самозаштита на секој индивидуа треба да представува тоа што тој ќе направи некаква си цензура на сија тој наплив од информации. И сега кога Петрик ме праша за тоа дали немаме доволна комуникација, не се познаваме, именно самата наша состојба во општеството не може да биде изолирана од тие некакви си глобални процеси и тие луѓе на некој начин кога се конфронтираат едни со други, буквално тоа е резултат на тој поствистина период кој што го живееме. Симпатизерите, припадниците на СДСМ се веруваат таа вистина која што сакаат тие да веруваат, припадниците, односно симпатизерите на ВМРО веруваат таа вистина која што сакаат да веруваат и буквално дури да едната и другата група ако имаат аргументи дека 2 се 4 по на Орвелова, не тие ќе веруваат дека се 5, бидејќи едноставно полагодно се наоѓа во таква ситуација. И се прашањето е каде тука журналистиката, односно новинарството, како во такви некакви си околности да се постави за да оправда својата општествена функција. На Запад се зборува за нов тип на журналистика, тоа е solution журнализам. Односно новинарството не само како трансмисија на информацијата, туку новинарството кој води иначе кој по назнака, туку ќе нуди решение за проблемот. Тоа сите ние овдека горе-доле патени во журналистиката и знаеме дека
Тоа беше еден од критериумите, барем полна како го учевме ние новинарството во тестот. Имаше каубојско, имаше цивилно и сега солушен, да. Може така, меѓутоа теоретски се знаеше вест или извештај кога пишува журналистот, тој треба да се потруди најмалце два извора да најде, да конфронтира проект контра и тука неговата улога завршила. Новите тенденции во журналистика тоа дека веќе и во вест и во извештајот на журналистот му се дава можност за свое мислење, во смисол не сега тој да коментира, меѓутоа врз основа на тие проект контрааргументи што ќе бидат изнесени во неговиот текст, да може да заземе страна. Значи, освен тие пет прашања, сега шесто имаме зашто и седмо би дошло како со ке. Торе ти ке бидеш тој што на некој начин ке ги подефинира, меѓутоа тоа се некакви си тенденции, апропо се тоа на што го постига како прашање. Имаме многу интересен пример од Велес, тоа го елаборира нашата дописничка убавка Јаневска. Новите медиуми во функција на вистината или алатка за искривување на вистината. Вистина, ширење на лажни вести, представа лажна, слики за настаните личностите и ширење на говор на омраза. Светските трендови, какви се обиди за заштита на социјалните мрежи преку обележување, групирање, но не и бришење на тие вести. Јас ќе прочитам само, например, кратко нешто од Соединетите американски држави, претседателските избори во Америка се полни со дезинформации, со лажни вести, со полувистини, со вистински лажи, односно лаги, кои со брзина на светлоста се ширеа преку интернет. Ова го пишува CNN и наведува еден таков пример аферата Pizzagate. Па дали тука се судри и со Русија, па имаше обвинување од штабот на Клинтон, дури Обама се ги пред неколку дена, дека русите хакирале во полза на Трамп, на штета на Клинтон. Па имаме дури и реакција од Facebook. Една недела откако се обиде да ја увери јавноста дека е екстремно малку веројатно лажните вести да влијаеле на исходот на американските претседателски избори, основачот на Facebook Марк Цукерберг изнесе план како неговата компанија ќе проба да го запре ширењето на лажните вести на најголемата социјална мрежа во еднина. Работевме на овој проблем долго време и сериозно ја сваќаме одговорноста. Направивме значителен прогрес, но имаме уште многу работа, напиша тој на неговиот профил на Facebook. Убавка Јаневска зборува за нашиот пример, велеше ни како се збогатија преку претседателските избори во Соединетите американски држави, застанувајќи на страната на Доналд Трамп. Ноќен експрес на канал 77. Скоро 70% од младите граѓани на Велес пробале или се уште имаат подигнато веб страни на кои постираат лажни вести, што во Македонија може да ги прочитаат само повластени македонци, поточно фанови на затворени Facebook групи. Сите тоа го прават за да остварат заработувачка. Овие информации ги кажуваат десетици млади велешани со кои контактирав откако градот стана познат се до Соединетите американски држави, потоа што негови млади момчиња токму преку своите сајтови успеа да привлечат читателска публика, што постојано ги читала вестите пишувани во полза на претседателскиот кандидат Доналд Трамп. Како го прават тоа, го прашав Александар Стојковски, граѓански активист со специјалност за ИТ технологии. Тие вести се креирани од луѓе што познаваат политиката и што знаат одличен англиски јазик. Од другите новинари што истражија, младите не ни знае англиски јазик, асоцирано тоа дека они само ги копирале вестите и си ги објавувале на своите страни со цел единствена цел профит. Но од каде се влечени вестите и кој ги продуцира сите тие лажни вести, тоа мислам дека тек допрва ќе излезе на виделина. И додека Стојковски не оправдува брзата и лесна заработувачка на пари, преку ноќна работа со копи-пейст вести од можеби американски сајтови кои му биле наклонети на Трамп, или пак од PR тимот на овој претседателски кандидат во Америка. Колегата Владимир Тевчев вели дека во тоа нема ништо лошо. Постапката е позната на јавноста во Македонија во изминативе 10 години и не е кривично дело. Овие дечки отвараа своји сајтови кои што изгледа американски, значи со американски домени, со американски имиња, дизајнот беше американски, алудираа на изборите. Значи, се беше во функција на изборната кампања и потоа кога копира
вести и ги ставаа на својот сајт, можеби мала интервенција правеа во насловот, обично бира вест со бомбастичен наслов, кој што има ексклузивно, не пропуштајте, и наоѓа на Facebook големи групи, Facebook групи во кои што членуваат стотици илјади американци, Facebook групи баш на поддржувачи на Трамп, например, или Facebook групи кои што не ја сакаат Хилари Клинтон. И таму агресивно ги рекламираат своите текстови. Практично така доаѓаат до кликовите. Американците, што агресивно им се пласира еден текст во тие групи повеќе пати, многу минутни кликнуваа. Од самиот клик на сајтот тие немаат заработка, меѓутоа се обраќаат на нивниот сајт, веќе се зголемува и со тоа Google ги рангира како еден од подобро посетените сајтови и така добиваат реклами преку AdSense. Дел од луѓето кои што ги читаат нивните текстови ќе кликне на рекламата и велешаните си заработуваат пари преку тоа. И уште еднаш ќе кажам, браво за идејата. Граѓаните пак во Велес кои ја знаат оваа приказна и на кои ми е јасно што се случувало во изминатите неколку месеци во домовите на бројни велешка семејства, имаат подвоени мислења. Припадниците на средната генерација, единствено како олеснителна околност на овие млади во наводници, градски копи-пейст новинари, им ја земаат желбата за заработувачка во услови на голема сиромаштија. Сметам дека тоа е негативна појава и дека не треба да се продуцираат лажни вести, затоа што тие се штетни на многу полиња, не само на политиката, на полето на политиката, но и во други сфери. Но од друга страна пак ги разбирам младината во Велес, особено во Велес, заради фактот што сметам дека младината во Велес е многу очајна поради невработеноста, поради безпарицата и поради тоа што децата седат дома наместо да работат пред компјутерите и затоа посегнуваат полесна заработувачка. Ја ги осудувам овие луѓе или деца што посегнале по ваков тип на лажно информирање во време кога сме затрупани или претрупани со информации, веќе и самите не сме свесни што е лага, што е вистина и не треба да ги доведуваат граѓаните во заблуда. Ги осудувам. И покрај тоа што имаат поддршката на своите врсници, на она што го работат, градските копи-пейст новинари во Велес, експертите гледаат како на еден вид на девијантно однесување. Магистер Асен Чопрличков е училишен психолог, кој исто така бил дел од образовниот тим на поголем број од овие денешни сопственици на наводници американски сајтови. Додека биле основци, тој ги оценувал нивните интелектуални капацитети. Прличков уште додава дека кој да е, треба да знае дека секоја искажана лага, поточно невистина, која влие врз формирање на јавно мислење и донесување на суд во било која држава, култура, менталитет, е дел од девијантно однесување. Се што се коси со законот, што е надвор од законот, го ставаме во категоријата на недозволено или ка нешто што не би требало да се прави ниту сега, ниту во иднина. Треба да се градат вистински личности, кои што на вистински начин, честно, поштено, креативно ќе заработуваат сопствената екзистенција, а не со креирање на лаги и невистини кои што би влијаеле врз животот на други граѓани во други држави. Што се однесува до образовниот систем, секако дека може да настанат одредени подобрувања во делот на воспитната компонента, пред се уште од најмали нози на градење на вистински млади личности, потенцирање на вредностите на живењето, вредностите на самата личност и сега и во иднина мора да се става што поголем акцент на воспитната компонента. Сајтовите на велешките момчиња постојат и денес. Тие се предмет на голем интерес на новинарите како домашни, така и од странство, но засега обидите да се стапи со нив во контакт останаа безуспешни за бројни новинари професионалци. За Канал 77 од Велес, Убавка Јаневска. Ноќен експрес на Канал 77. Велешката приказка ја слушнавме. Имаме, должен сум објаснување за Пицагејт да кажам. Тоа беше измислена приказка за педофилски ланец со кој наводно управува Хилари Клинтон и водачот на нејзината кампања Џон Подеста. И сето тоа се случувало од пицерија во Вашингтон, затоа е Пицагејт. Приказната стана толку популарна што дури Нью Йорк Таймс и Вашингтон Пост мора да ги истражат сите овие наводи и да докажат дека е лажна приказната. Вообичаено, Кремљ беше обвинуван дека тоа е изворот на сето тоа и произведувачот, а тој вообичаено демантираше. Дејан, кои се работите кои што публиката може да ги направи за да препознае лажни вести? Можне се вешти
ајде да ги наречеме новинарите кои што произведуваат вакви содржини, и тие на прв поглед не се откриваат така лесно. И во контекст на оваа теза, дали е сега толку тешко во овој голем наплив на информации, каде што секој е буквално медиум, која е улогата на новинарите? Дали може би треба да се претворат повеќе и во модератори, на некој начин повторно да се вратат во улога на селектори, на што е тоа најважно пак од сето тоа што се дискутира, од тоа големо море на дигитални информации? Од кај да се почне? Најверојатно треба да се почне од тоа што интернет, социјалните медиуми, социјалните мрежи, таа демократија. Извинуваме, многу е силна вест. Почина баба Милка, бебиситерката на децата на Трамп. Милка Милисавреј, која своевремено ги чувала децата на новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп, почина ноќеска во 85-та година. Милка беше позната кај нас, се судрија Ефтов и Златев, нели? Така за копирајт. Значи, иначе имаше она најава дека ќе му направи сарми на Доналд Трамп, бидејќи многу би ги сакал да јаде дека била негова бебиситерка. Да, повеќе. Ова не е важна вест. Ако е вистина. Бог да ја прости. Ми се чини дека просто сме принудени да одвоиме две работи, глобално зборејќи. Тоа дејноста на информирањето од новинарството, како засебна дејност која што е дел од таа една поголема. Така да денес сите информираат и дезинформираат, и новинарите знаат да дезинформираат. Мислам, лажните вести не се нова работа. И сега како еден лаик да препознае? Ајде ние може би сме постручни, па знаеме да видиме. Па гледајте, ја кога ќе го знаете како, тие се многу вешто напишани. Генерално изворот, според она што го пишува BBC и другите, тие вести главно се агрегирани од десничарски американски сајтови. И тоа е проширување сега на една стара американска традиција на така наречени attack ads, кај ниво извори е сосем нормално да си нарачаш реклама во која што го нападнеш политичкиот противник. И кај нас е веќе вообичаено. И кај нас е вообичаено. Меѓутоа ова сега веќе почна со пишување на измислени вести и тоа доаѓа пак на онаа линија дека се толку поделени посттруд, дека тие луѓе што се за Трамп ќе ги читаат тие вести затоа сакаат да веруваат дека Хилари е, не знам, морално расипана, дека е, не знам, корумпирана, дека е елитиста, што не се грижи за малите луѓе и така ќе ја представуваат во вестите. Како да се препознае? Ја предпоставувам дека ова е официализирање пишувано на тоа што порано се викаше, и се уште се вика оговарање, глув телефон пренесување на некои информации кои што сака да му се нашти, да му се пушти некоја афера без разлика дали е заслужена или не. Знаеш како, професионалното новинарство кај нас, например, во политиката порано на ниво на оговарање, некој може би се осуди да го пишува. Еден од лидерите бил лудак. Еден се опивал. Другиот ја тепал жена му. Ова се такви вести кои што треба да го потврдат и да го расшират. Тоа сега знаете како, не знаеме сега кој бил лудак, кој не, затоа што генерално не е пристојно за такви работи се зборува. Барем ние сметаме дека не е пристојно се зборува за такви работи да се спомнуваат во некаква назови сериозна дебата. Како да ги препознаеме? Ја предпоставам дека ќе го видам насловот Хилари Клинтон има усвоено Alien Baby. Одма би предпоставил дека е така, знаеш, тоа е National Enquirer, има такви, тоа е цел еден весник посветен на такви. Јас имав дете со вонземјани, не знам, па и тоа бебето ќе го најдат, па ќе му залепат туши некакви шилести како да е вулканец. За овие политичките, навистина, тие се најпрофесионално напишани, предпоставам дека ги пишуваат некакви PR експерти или десничарски новинари, сега има, фала Богу, има и десничари новинари. Но има и во левицата пропаганда. Има секаде, гледај сега, има секоја неколку примери кои што во јавноста се прилично технички експонирани и прилично пис на јазик. Технички пропаганда е секоја промоција на некаква идеја, став, вредност, било што.
проблемот е меѓу црната пропаганда, кога ја правиш и нешто промовираш за да оцрниш некого, и она што е, не знам, нормална пропаганда, што подразбира дека ја ќе ги промовирам моите ставови или ставовите на мојата партија во избори, ако се работи за избори. Знаете, кога сме веќе кај лажни вести, лажните вести нема. Мене ми се чини од тоа што можев да прочитам, таму немаше многу говор на омраза. Говорот на омраза Трамп беше директно извор. Сега говор на омраза или неприфатлив говор, значи многу сексизам, ејџизам, говор на омраза против имиграција и така натаму, што ќе им направи зид, ќе ги протера. И такви, додека во лажните вести генерално беа атак кампања насочена директно кон Клинтон и нејзиното пошироко семејство и колатерално и Обама како инкамбент демократски председател. И тука ја не би рекол дека имаше многу говор на омраза, освен омраза кон вистината како таква, што е една од врските. Да го проложам, да го завршам, основачот на Facebook. Тој рече дека работеле и што заклучиле. Неколку пристапи што ги разгледува компанијата во врска со проблемот, вклучувајќи обележување на лажните стории, полисни методи за пријавување од страна на корисниците и верификација од трети лица. Проблемот е комплексен, технички и филозофски. Мораме да бидеме внимателни за да не обесхрабриме споделување на мислења или погрешно да ограничиме прецизна содржина преди тоа. Значи пак на американска традиција на слободата на изразувањето се повикува. Околу лажните вести, Бате Столе, ви мафтаат од андерграундот сакаат нешто да ви кажат. А Живановски, вашето мислење слушателите секој предност има. Не, за ова од режија нешто ми дава сигнал. А вашето мислење како да препознаеме, ете, мали совети од големите мајстори за публиката, како да препознаат, има ли некои трикови цаки, како да препознаат нешто што е лажно или барем некакви индиции да им дадеме дека ете тука може да се препознае нешто, дали некој сака да ги наведе во погрешни води. Па со еден одговор решението е, ако сакаме да кажеме, да имаме повисока медиумска писменост на самото население. Исто тоа на некој начин одговорот завршува. Меѓутоа, јас пак би се вратил на што го реков периодот на пост-вистина кој што го живееме. Односно, за мене сега во овој феномен е поинтересно за анализа колку самиот граѓанин има желба да идентификува вистината. Ние го имавме примерот со бомбите, кога што имавме класичен пример на нешто што е вистинито. Индивидуално зависи од човекот дали ќе верува во нези или нема да верува. Така ќе биде со тие оние news или лажни вести за кои се зборуваме. Ако сака човекот да верува, а по некаква си психолошка природа човекот сака да верува на она што е во согласно со неговите морални начела, убедувања, поглед на свет, нема што тука веќе да му наметнуваш на некој начин да ја открива вистината. Така да јас по однос на тоа сум доста резервиран и оставам на секој човек да едноставно во согласно со своето искуство, животно доба, евентуална медиумска писменост ако има и желба на крај крајва да поверува дека тоа што го слуша е вистинито или не, само според некои се негови вредностни системи да процени дали е тоа вистина или не е точно. Добро, има некои препораки општи генерални кои што можеме да ги дадеме, дека ако видат дека медиумот нема импресум, тоест не може да знаат да прочитаат на сајтот кој го уредува, каде му е адресата, кој му е контакт на медиумот, тоа може да биде индиција дека медиумот ете не е толку транспарентен. Ако адресата на медиумот URL-то е нејасна, има букви, чудни коси и така натаму, и тоа може да биде една мала индикација дека ако во самата содржина гледате дека се напаѓа некој, а на таа страна не е дадено правото да се одбрани, тоа може да биде индиција дека една содржина е едностранна или не ја кажува целата вистина. И секако ако забележите офанзивен јазик, пцости, навреди кон некого во една содржина, тоа треба да биде голем сигнал дека таа содржина не е новинарска, нема цел да информира, туку да декламира, да речем. Гледај сега. Само пак се враќаме на тоа и сето тоа да му го ставиме на тацна. Дејан, ти некако знаеш се киселеше на некој од препораките, повели, кажи. Знаеш зашто се работи? Сега тоа што на мене и на тебе тоа не е професионална нели деформација, ја не верувам дека
99,9% од луѓето кога гледат некој сајт преобараат дали има импресум или нема. Прво читаат наслов, а најчесто само тоа. Второ, клучна ќе биде улогата на социјалните мрежи, затоа што тие денес што сакале они да кажат или да одбиваат таа, тие се медиуми. Со сите услуги Facebook што ги има, тоа ви овозможува вие да си правите дома вестник, да читате што ќе читате, и сега разбрав дека они направиле договор или преговараат на Facebook оди добро. Па сега без реклама ништо. Знаеш како Майло Байндер од Catch 22 од книгата нели Финта 22, он така вика there is nothing more American than profit. Така што од негова гледна точка децава од Велес се мислам победници, по-американско нешто од нив никој нема направено. Апропо тоа, тие пробале, не е дека они се за Трамп, сето е за пари. Тие пробале со Берни Сандерс дали ќе успее, пред ова правеле, имале милиарда сајтови со медицински совети, се е работата да се начукаа што поголем број кликови, затоа што на интернет тоа се продава. Значи, и негде прочита скоро некој напиша дека Facebook и Закерберг нема да можат да бегаат од својата одговорност што имаат, како peddlers of news of information пред се. И тие веќе преговараат и склопиле договори со неколку fact-checking проверувачи на факти организации кои што ќе им помагаат баш во тоа означување што е лажна вест, што не е. Новинарите што можат да направат, новинарите мора да се држат до своите професионални стандарди на професијата. Знаеш како, посебно кога е говорот на омраза. Тие ако и видиш AFJ што велат во тие нивните 9 принципи, говорот на омраза не се спомнува. Се спомнува дека новинарите не треба да ја зголемуваат дискриминацијата. Сега повикот на дискриминација е еден дел од говорот на омраза. Меѓутоа, дека се зборува за тоа, се зборува. Има нешто што се вика Ethical Journalism Network, значи мрежа за етичко новинарство, и тоа е голема меѓународна мрежа на искусни новинари и уредници, и тие меѓу другото имаат усвоено и серија препораки за новинарите како да се однесуваат кога имаат случаи на говор на омраза. Така, например, велат битно е кој го дава тој израз, дали на некои маргиналци треба да им се придава значење со тоа што ќе каже дека направиле некаква таква изјава. Секогаш треба да се гледа исто контекстот, да се гледа намерата е многу битна работа. Значи генерално општо прифатен консензус е дека мора да има намера, а тоа значи свест кај тој што ја дава изјавата за можните последици и да има волја негова и стремеш да предизвика таков пораст на насилство и така. При крај сме на емисијата карикатурите веќе им должиме карикатури на нашите гости и одговори од квизот секако. Должиме и од минатата емисија, мислам дека се овие, на кого не му е местото во ова друштво, 0% Новаковски, 83% Панде Лазаревски, 17% Стево Пендаровски, 0% Миријана Лазаревска Трајковска се бараше на трапникот во ДИК. Невладината организација поврзана со името на Алберт Муслиу се вика 50% АДИ, 50% АДА. И ова беше од минатиот квиз. Саша Ордановски и ова го прочитавме, мислам, минатата емисија. И ова го прочитавме, само дозволи Батестоле, затоа што имаме еден куп работи кои што ги должиме од минатата емисија. Тука ги имаме резултатите, мислам, од квизот. Од оваа емисија, малку потешко ми оди со отворањето. Карикатурите ги погледнаме, само еве карикатурата, еве го Дејан. И што сум убав. Дејан имаше Кирбили имаше една таква фаца страшна, стрипови читав многу. Беше тука повеќе лича на некој од тие криминалците Кирби што ги бркаш. Ликвидатор како кјосето, да. Еве ги. А ова е малку по-пуничок така, или на слика така е. Па карикатурата треба да биде изместување од реалноста. Во квизот одговори на прашањето 82% одговориле со точно на прашањето ноќта на долгите ножеви е назив за низ за политички убиства извршени во Германија
на најмалку 85 луѓе од политички причини, 18% велат дека е неточно и погрешиле. Со точно и неточно, клиниката за уво носи грло во воена болница ќе се вика Сашо Мијалков, 57% одговориле точно. Ова е пара вест од Коза Ностра. Фактички Сашо Мијалков, затоа што нели уво и така, но ете нашите гледачи и слушатели ја прифатиле шегата и да видиме што имаме друго исто така интересно од одговорите на квизот. Коза Ностра е сајт за 82% за измислени вести, 18% за добри вести. Добро е. И Андон Лазов Јанев Ќосето е роден 1854 година, 25% велат Горубинци, а 75% Горноврановци и погрешиле, веројатно. Голозинци, вистински. Така, затоа што Горноврановци е друго село. Точниот одговор. А Горобинци Нова Македонија каде што е формирано. А Горобинци воопшто не е во Велешко. Горобинци во Ситниковско, да. Тоа е тоа. Добро е да не останавме уште нешто должни. Коза Ностра, само еден омаж да направиме, потекнува многу порано во Пулс, во Фокус, после имаше такви козери, повеќе, меѓутоа имаше и пара ситуација, односно пара вести. Прашањето е кога прв пат се појавува во нашиот медиумски простор. Коза Ностра датира уште некаде од 89 година, оно револуционерен период на млад борец, кога почна да отвара многу теми, да ја либерализира нашето општество. За жал, негов прв кој пишуваше такви вести беше покојниот сега Николче Младенов. Исто така Антонио Димитриевски, се сеќавам дека во тој период доста беше активен по однос на пишување на текстови во Коза Ностра. Чат пат знам дека знаеш и Сашо Ордановски да напише, меѓутоа оно што тогаш најпрепознатлив за Коза Ностра беше Антонио Димитриевски, имаше дури еден прекар сам за себе. Рамбо поручува. Рамбо поручува, да, Петри се сети. Антонио сега е во така да обично Коза Ностра е врзува сега да со Коланов, меѓутоа многу поодамна Коза Ностра, да кажем, тој концепт е сегашната Коза Ностра, да не забораваме да споменеме, освен Коколанов, таму е Звездан Георгиевски, Јофе е таму. На крај, на што ве асоцира Трамп? Дејан, Ненад? Па искрено, сега ќе кажем, може би нешто Трамп непопуларно за некои си слушатели, меѓутоа мене ме асоцира на промена. Дали ќе биде добра или лоша, останува да се види, меѓутоа сепак е нешто ново, предизвик, што не би го имале доколку би победила Хилари Клинтон. Се согласувам, затоа што Трамп е избран под принуда. Огромен број американски гласачи, ако што гледаме и на секаде по Западна Европа, кои што немаат доверба во официјалните политички партии, во старите политички партии, во старите елити, бараат нешто ново, бараат промена. Така што каков ќе биде како председател, се сомнева, дека имаме добри причини да се сомневаме дека ќе биде добар председател. Меѓутоа дека исто мислам дека е знак на промена. Тоа е. Ненад Живановски, Дејан Георгиевски, наши гости, ги имаме уште во програмата Сашо Коколанов и Овгановска и поздрав до слушатели. За белешките, благодарам. Репризите ги слушате на канал 77 викендот по стадион. А во живо се слушаме идниот понеделник од 21. Пријатно.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева. Продукција Канал 77, декември 2016.